Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И вечерва, јавувајќи се директно преку етерот на радиостаницата CMR, покрај новините од Македонија, ќе дадеме поздравна честитка за Гоцевиот роден ден од брачниот пар Влади и Вики Гроздановски. Потоа ќе имаме прилог за хероината Мирка Гинова, како и мој коментар на неделата. Да спомнам дека на 12 февруари е празникот на трите светители. Нека е честит, а ние пак да ги заиграме вашите срца вечерва за пријатна разонуда. Maмо mori, ubavo dostojne,
Женската секција при црковната општина Света Недела од Еџекс ќе го одбележи денот на жената 8 март со банкет кој ќе биде после богослужбата во недела, но подетално ќе ве запознаеме во која недела во март тоа ќе се одржи во идната наша емисија. Тимот пак Тим Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса со бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти, за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Целосен сервис на тимот, кој со гордост ја зацврстува врската со своите муштери. Значи, за реновирање, лисинг, купување или продавање на вашиот неподвижен имот, препуштете го тоа на неден тимот. Телефонирајте уште денес на 647 333 9628 или пак на 905 877 8262 и побарајте го Васко Недановски. А местото и градот на марката Volkswagen е едно, на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука е меѓу вас нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416 725 6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис. Доволно е да го завртите телефонот на 416 725 6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Како што спомнав минатата недела, денес ќе ја дадеме поздравната честитка од фамилијата Гроздановски по повод празникот роденденот на нашиот великан Гоце Делчев. По повод 150 години од рожбата на македонскиот револуционер Гоце Делчев, нашиот познат сонародник Владе со сопругата Вики Гроздановски со посебна честитка сакаат да им го честитаат овој празник на целиот македонски народ со желба и идеи како што беше и самиот Делчев за обединување на Македонија. Инаку, интересно е да се каже за Гроздановски дека неговиот татко Митре е роден во село Шулин, кај Корча во Мала Преспа, мајка му Митра родена во село Желево, егејскиот дел на Македонија, за да пак во Република Македонија се збогатат Митре и Митра со две рожби, синот Владе и неговата сестра Дана, кои живееа во село Породин Битолско. Овој скромен човек кој не сака да се експонира, а од друга пак страна целата негова душа и срце ја дава за македонството, како и спортот со македонскиот фудбалски клуб или пак македонскиот хокејашки тим македонски лавови, така и во организацијата Обединети македонци каде беше председател, но и после тоа се до ден денес тој не може а да не помага во организацијата или било каде. Но за да и толку многу е оттаден, помагајќи секаде каде што може, морам и да дадам голем кредит на неговата сопруга Вики, ќерка на Живан и Магда Паралој од село Секулево Леринско, која го поддржува во сите негови зафати како ретко која жена. Мислата негова на самиот Гроздановски е една. Ако неговиот татко е од едниот одсечен дел на Македонија, од Мала Преспа, мајка му од другиот дел од егејскиот, а тој е роден во Република Македонија, може би и неговата позитивна енергија околу Македонија ќе стане реалност, зашто факт е се што е вештачко не може да биде вечно. Иако неговата скромност на Владе Гроздановски не ми дозволуваше да направам негов профил во рубриката што ја имам скоро секоја недела во радиоемисијата, навистина му ја исполнив желбата, но направив некаква почит за тоа, но не можев а да не кажам барем малку околу овој добар наш македонец, зашто додека тој со дело покажува што направил за македонството, јас пак сакам со зборови во знак на благодарност од мене, а верувам и од голем број на вас, посебно членовите на организацијата Обединети македонци, да му речам: Владе, ти со твојата сопруга Вики да сте здрави, весели и уште долги години да живеете, дочекувајќи радост од
вашите внуци и да бидете благословени. А сега, како што реков на самиот почеток, еве ја и поздравната честитка до целиот македонски народ. Владе и Вики Гроздановски со фамилијата од село Породин, на целиот македонски народ му го честитаат Гоцевиот роден ден со желба да останеме упорни бранеки на македонското име, но во брзо време да ја видиме Македонија како што си била со Гоцевата порака. Јас до тука чеда мои ве донесов, на слепите очи дадох слободарски. Сега сами жнејте памет поридието, да ви биде богат родот по нивието. Сега сами жнејте памет поридието, да ви биде богат родот по нивието. Патрони одложете, прст на чела ставете, никој веќе нема душа за казамат. Патрони одложете, прст на чела ставете, светот нека биде поле на разумот. Копајте, чеда мои, погробови, без сердари не сте вие ни денеска. Тешки ви се сите песни ковината, ке ве чува устремот кон иднината. Тешки ви се сите песни ковината, ке ве чува устремот кон иднината. Патрони одложете, прст на чела ставете, никој веќе нема душа за казамат. Патрони одложете, прст на чела ставете, светот нека биде поле на разумот. Патрони одложете, прст на чела ставете, никој веќе нема душа за казамат. Патрони одложете, прст на чела ставете, светот нека биде поле на разумот. Светот нека биде поле на разумот. Радиочасот Глас од Македонија има потреба и од вашата помош. За да продолжи понатаму да се емитува програмата, помогнете ја со реклами или доброволен прилог. Телефонот ни е 647-780-6549 или можете и на фиксниот телефон да се јавите на 416-691-7184. Да го проследиме прилогот за хероината Мирка Гинова. Грција капитулира во април 1941 година. Кралската влада пребегна во Каиро, а генералите што ја подпишаа капитулацијата формираа квислиншка влада.
Во такви услови, Комунистичката партија, заедно со другите демократски сили во земјата, го формира Народно-ослободителниот фронт ЕАН и вооружените сили ЕЛАС за борба против окупаторот и домашните помагачи. Македонците од Егејска Македонија стануваат најмасовниот дел и на ЕАН и на ЕЛАС, надевајќи се дека ќе доживеат национално и социјално ослободување. Со предавничкиот акт во Варкиза, 1945 година, изневерени се надежите и на грчкиот и на македонскиот народ. Реакцијата, која за цело време на војната делуваше од странство, помогната од англиската војска и искористувајќи го неединството и колебливоста на раководството на Комунистичката партија на Грција, односно на ЕАН и ЕЛАС, повторно целата земја е претвора во крвава сцена. Таа војна, позната како граѓанска војна во Грција, најтешка беше за македонското население, подложено на погроми и масовен терор. Токму затоа, тие и први се организираат и го земаат оружјето в раце. Меѓу првите ја среќаваме и Ирини Гини, позната како Мирка Гинова. Сушност, незиното вистинско име е и незиното партизанско име. Мирка е неуморна во омасовувањето на македонското ослободително движење. Со македонскиот збор ги запалуваше срцата на младите активистки. Организациите НОВ, АФЖ и НОМС во средината на 1945 година, како и во 1946, стануваат важен фактор и речиси единствена надеж во остварувањето на националните идеали. Се разбира, во една братска и демократска заедница со грчкиот народ. Кога Мирка Гинова и незините соборци се возандани во Воден, НОВ е третиран како автономистичка организација, не само од фашистичката власт, туку и од голем број раководители на Комунистичката партија на Грција. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова. Мирка Гинова е родена на почетокот на 1916 година во село Росилово. Таткото, Коста Гинов, земјоделец и трговец, умира во 1963 во Битола, а мајката, Јордана Гинова, умира во 1918 кога Мирка имала само 2 години. Вани Гинов, поголемиот брат на Мирка, член на Младинскиот антифашистички фронт, загинува во борбите против германскиот окупатор. Никола Гинов, помалиот брат на Мирка, офицер на Демократската армија на Грција, загинува во 1948 година во борбите на Вичо. Султана Гинова, сестра од вториот брак на Коста Гинов, борец на НОВ, тешко ранета во борбите кај Почеп, близу шумите кај што е фатена Мирка. Сега живее и работи во Скопје. Ташко Гинов е најмладиот брат, роден 1940, а сега живее и работи во Битола. Јас имам 3 девојки и учо првата кога ми се роди девојка, така имав голема желба, значи и самата уште у болницата, одма му го оставив името Мирка, да се вика. За да се сеќавам на нејното име до секојаш кога сум жива. Мирка се школуваше во Катраница, Воден, во Лерин посетува домаќинско училиште, а во Костур ја завршува учителската школа. Меѓутоа, долги години за неа нема работа, само поради тоа што е македонка. Кусато учителствување во маџирското село Кутугери завршува со Метаксесовата диктатура. Германската окупација ја затекнува како учителка во селото Волкојаново и веднаш стапува во редовите на ЕЛАС. Мирка стана најпламената активистка меѓу жените.
распамтувајќи го борбениот жар кај младите, таа никогаш не заборава да го потенцира македонското име. Во 1942 станува член на Реонскиот комитет на ЕПОН. На 2 август 1944 година зема учество во акцијата на Мухаремхан, кога е крената во воздух германската композиција, натоварена со оружје и муниција. Меѓутоа, таа не го предаде оружјето во 1945 година по предавството на Баркиза, туку пристапи кон вооружените одреди што ја продолжија борбата. Дојде Гуши во Русилва и го бараше Коста Гинов. И дојде кај нас, го најде татко ми и вика така бе Коста, да не ме разбере некој, вика ти. Така страшно, да не ме фатат милицијата. И сакам едно сега, што имате нешто фини работи, дајте ми за Мирка, или да дојте вие и Султана да земеш и да се видите, со Мирка сака да дојте да се видат. Тамо, у Крунцелво ќе дојде. И ние кога отидиме таму у Крунцелво тој ден, тргнавме со татко ми и отидиме таму у Крунцелво. Ви казав дека се сретнавме таму у кујката на Дето Марко. И таму го најдовме Оча Јанов и како ја викнавме Мирка. И седевме еден ден, ручевме, сторивме, убаво си разговаравме, си казавме доста убави зборови. И од таму, кога дојде време, дојде еден курир и вика така и така. Научивме демека, дознавме дека ќе излезат грци, ќе прават епихириси. Ќе претресуват по планините демека. И сега што ќе правиме, ајде побргу да ве испратиме, да си оите, да не случајно встретнат или... Она сакаше, имаше желба да ме држи мене таму, сестра ми. Арно ме речучо така моментално да ме ќе прават епихириси на целото кој макчила, грците вика, поарно да се вратите со татко ми заедно, да се оите. И она дојде така, од целото долу така по... на нивјата, таму доле, кај нивјата, од Крунцелво доле, дојде таму, си застанаме на едно место така, за да се поздравиме и татко ми почна, значи да му раскажува, Ирино, Керко, што ќе правиме, вика, ако те фатат и те острелат, веле, еви, и грците, веле, милиони пари дават, вика, само и само за да те фатат, вика. И почна да плаче, и јас се погледнахме така трите еден со друг во очите и почнахме трите да плачеме. Сестра ми не се секира, вика, тате, не се секира. И она се развесели така, се насмена и почна да ме гушки. Организациите НОВ, АФЖ и НОМС во средината на 1945 стануваат важен фактор во остварувањето на националните идеали и токму поради тоа ја предизвикуваат реакцијата на монархофашистите. На 6 јули 1946 година во шумата меѓу селата Кронцелово, Почип и Волкојаново е фатена Мирка Гинова, а со неа и Ѓорги Проевски, Петре Поп Димитров Дирекот, Ристо Стојанов, Димитар Љумбов, Томо Михајлов, Ѓорѓи Мистакиди, Хрисула Мистакиди, медицинската сестра Ирини. Заробените беа однесени во манастирот во село Волкојаново и подложени на првите испитувања, со кундаци, со тупаници, со корнење на коси, со кинење на алиштата. Кога ќе ги споведуваат по улиците на Воден, граѓаните да видат какви парталковци се дрзнале да се кренат против кралот и редот на земјата. И покрај тоа што облеката е искината, лицето окрвавено и потечено, и покрај тоа што е влечена за коси, удирана со клоци, Мирка, гордо и со високо крената глава чекори по улиците на Воден. Храбро и гордо се држат и другите. Граѓаните на Воден сите се на улица. Дојдени се не да се насладуваат на свирепата представа, туку да ја видат прославената илегалка Мирка Гинова и да ја испратат на низиното последно патување.
Полицијата и жандармеријата од Воден во јули 1946 година во занданата на градот ја имаа македонката Мирка Гинова и неколку борци и раководители на НОВ. Ирини Гини, Јас сум Мирка Гинова. рекиот воен суд ќе го каже последниот збор. Народот ќе го каже последниот збор. Јас сум раководителка на НОВ. Народно-ослободителниот фронт не е воена организација, туку политичко-демократска за рамноправност на македонскиот и грчкиот народ во рамките на еден демократски режим во Грција. Ние се бориме за слобода и демократија за сите. Повеќе деноночни сослушувања и малтретирања. Заробените партизани се спроведени во Ениче Вардар, каде што беа изведени пред воениот суд. Процесот се одржа во најголема тајност, ама вистината не може да се покрие ни со молкот на времето. Мирка Гинова стана легенда уште додека не беше убиена. Сите се држеа храбро. Оние што не можеа да го убијат зборот во нивните усти, пресудија да бидат убиени нивните срца. На смрт со стрелање беа осудени Мирка Гинова, Ѓорѓи Проев, Петре Попдимитров, Ристо Стојанов, Димитар Лимбов, Томо Михајлов и Ѓоргис Мистакидис, додека Хрисула Мистакидис и медицинската сестра Ирини беа осудени на повеќе годишна робија. Пред вратата на зората, близу свежиот извор со музика на платаните, една девојка минува со својот казнен одред. Таа не е принцеза, ниту ружа што утре ќе расцвета. Здраво бледа покосена трево. Јас не дојдов тука да шетам. Дојдов да бидам стрелана. За она што се случило во раните зори на 26. јули 1946 година, дознавме од писмото на еден анонимен свидетел, испратено до Коста Гинов, таткото на Мирка Гинова. Господине Коста, може би ќе се чудите на писмо што во моментов го држите в рацеот и не знаете од каде доаѓа и кој ви го испреќа. Ама ништо, се ќе разберете што ќе го прочитате. Вие сте татко и знам дека тоа што ќе ви го соопштам многу ќе ве наскрби. Но за жал, не можам поинаку да постапам, ова што ви пишувам го чувствувам за свет долг. Имам и јас родители и брајче што ме милуваат, како што ги милувам и јас. И затоа, чувствувајќи ја вашата болка, ви пишувам. За жал, од 6 часот денеска, Ирина престана да живее. Ви честитам за керката што сте ја родиле. Ја пресретна смртта со насмевка на устните и со песна. Сите присутни останавме неми. Кон 5:30 се доближив и ја прашав дали сака нешто да им напише на своите родители. Таа ме погледна спокојно и ми рече: ако милувате, напишете му на татко ми дека умирам за нешто во кое наполно верувам, како честна, а не како нечестна. Умирам за поарен живот на другите, а не за мојот. Беше чудесна. Маже, ниту пред смртта не покажа малодушност. Исто така и другите 6, но најмногу таа. Не ви ги пишувам овие зборови за да ја пофалам вашата керка, туку ја изложувам самата вистина како што ја видов. Во часот кога ќе изгре и ќе ме повика сонцето, јас ќе бидам во длабок молк. И свртена на тилот, ќе ја носам твојата златна слама место шапка. Војниците добро ни шанеја во срцето. Таа прва ги стрелаше со своите крупни очи и со јак глас ја поздрави татковината и го извика своето име за да го спаси од заборав. Ти си Ирини Гини. Јас сум Мирка Гинова.
Ti si Irini Gini. Јас сум Мирка Гинова. Bo časot koga će izgre i će me povika sonceto. Jaz će bidam vodlabok mok. I svrtena na tilot, će nosam tvoja ta zlatna slama mesto šapka. Zaspala vo Počepski te planini, vo Počepski te planini, tamo dolu voli vadi, vo Počepski te planini. Ја погреба во Енидже вардарските гробишта, иако некогаш мајката посека да ја посети таму ќе праша и ќе го покажат гробот на хероината. Ве поздравувам јас, еден војник, кој случајно присуствуваше на овој жалосен чин, а не можев да не ви ги пренесам последните зборови на вашата ќерка Ирина, инаку на сите позната како Мирка. Прилогот за Мирка Гинова ќе го завршам со поезија напишана од поранешниот председател и премиер на Република Македонија Бранко Црвенковски, кој беше само 12 години на возраст, а песната негова што се вика Повик ја посветил на сите жени хероини во борбата за слобода на Македонија. Ветрот шумоли и ни мрси коси, дури стоиме на могила пресна. Со мисла темна тага што носи и омраза в срце жолчна и бесна. Во ушите уште глас нејзин и зуен, што во борба вика, буди желба смела. Нејзиниот поглед уште не бодри, ни играт пред очи
низините дела. Помнам за прв пат кога кај нас се јави, напатена и страдна од судбата тешка, четата веднаш ја прифати за своја и напред ја поведе во борбата жешка. А убава беше Кофиданка млада, трошна, нежна коросно цвеќе, секогаш игрива и лесна ко птичка, весела и мила ко малечко дете. За умор таа не знаеше што е. Везден на нога од утро до мрака, секогаш спремна помош да пружи и напред да јурне со пушка в рака. Но смртта лочна живот искрати и ја зеде невидената младост рекина. Ја поведе на пат бескрајно долг, за да таму биде вечна. А сега во продолжение да ги проследиме новините од Македонија. Македонија ја одбележа јубилејната 150 годишнина од раѓањето на Гоце Делчев, инспираторот и двигателот на македонската револуционерна организација. Во црквата Свети Спас имаше и заедничко чествување со делегација од Бугарија, предводена од министерката за надворешни работи Теодора Генчовска. Таму беше Андријана Лазова. Под силно полициско обезбедување, со затворена улица за сообраќај и легитимирање на секој што влегува во црквата Свети Спас, помина заедничкото чествување на владите на Македонија и Бугарија по повод 150 годишнината од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Делегацијата од Софија беше предводена од шефицата на дипломатијата Теодора Генчовска, откако се поклони и положи свежо цвеќе пред гробот. Замина без да даде изјава и покрај големиот интерес како од македонските, така и од бугарските медиуми. Што бегате од македонската јавност, министерка? Која национална? Како дел од чествувањето беше и известувачот за Македонија во Европскиот парламент Илхан Ќучук, а од македонска страна делегацијата ја предводеше министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Премиерот Ковачевски, кој отсуствуваше поради посетата на Брисел, испрати соопштение во кое вели дека Гоце Делчев е великан на македонското национално револуционерно дело. Се сеќаваме и одаваме почит на неговиот историски придонес во создавањето на македонската државност. Како инспиратор и водач на македонската револуционерна организација, Гоце Делчев секогаш повикуваше на единство и сплотеност на сите граѓани, пишува меѓу другото Ковачевски. Пред владините делегации на гробот на Делчев положи цвеќе и председателот на државата Стево Пендаровски. Беше пречекан со свирежи од дел од присутните пред црквата, но смета дека тоа е демократско право и нормална реакција на граѓани. Ние сме тука, ние сме платени да трпиме секаква критика. И невтемелена, и втемелена од нашите граѓани, мене ми е драго што гледам. И такви реакции меѓу другите. Иако дојде сам придружуван единствено од делегација од македонска страна, тој не гледа проблем во заедничкото чествување со Бугарија на овој ден. Ваквиот чин председателот него смета за притисок врз историската комисија, туку го оцени како гест на добра волја на двете страни за намалување на тензиите. Што не гледам проблем. Не гледам проблем во тоа да некој од нашите соседи искажува пиетет во еден од камените на улиците на нашата државност. Ви кажам наискрено од она што го слушам од Петков последниве недели од кога е премиер е као да зборува Нелсон Мендела. Ако го споредите со тоа што зборува неколку мина министри од претходната влада на Борисов, која имавме дневна количина на навреди и кон нас и како народ, како нација. Состав се огласија и од Сдруженијето на историчари на Македонија. Преку соопштение оценија дека заедничкото чествување на овој ден е фатален удар врз македонската самобитност. Дали заедничкото чествување значи дека македонската страна ги прифаќа делумно или целосно бугарските тези, дека Делчев бил бугарин кој се борел за автономија на Македонија, како етапа кон нејзино обединување со Бугарија, прашуваат македонските историчари. Потребно ни е брзо, но не и избрзано решение со Бугарија, вели по официјалната посета на Брисел македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Тој упати предупредување до Европската Унија да не одолговлекува и да додели датум за почеток на преговори со Македонија час поскоро. Она што исто така го разговаравме тука е дека решението на прашањата треба да биде во духот на европските вредности, на взаемно почитување помеѓу двете држави и на задржување на достоинството на граѓаните и во едната и во другата држава. Кога ќе имаме такво решение,
тогаш можеме да кажеме дека е нешто што може да се сподели. Јас не би се вржувал со датуми, затоа зашто ја кажам, на нас ни треба брзо решение, со оглед на тоа дека сме заслужиле отворање на преговорите со Европската Унија, но секако не ни треба избрзано решение, бидејќи решението кое што ќе се постигне треба да представува основа за иднината пред нас. А идната недела во Софија продолжуваат разговорите на експертско ниво за политичкиот пакет прашања. Министерот Османи вели дека Македонија и Бугарија се влезени во процес на надминување на пречките за пакетот 4+1 и најави дека земјава наскоро ќе испрати амбасадор кај нашиот источен сосед. Деталите од Михајло Видимлиски. 4+1 политичкиот пакет прашања помеѓу Македонија и Бугарија следната недела ќе се најдат на маса во новата рунда преговори меѓу Министерствата за надворешни работи на двете земји, која стартува на експертско ниво. Важно е она што ќе се договара да биде опфатено со рокови, вели министерот за надворешни Бујар Османи, според кој само така земјава ќе има гаранции дека ќе се затворат отворените прашања. Во пакетот влегува и барањето на македонската страна да се прифати преговарачката рамка предложена од Европската комисија. Договорот за добрососедство и мешовитата комисија за историски прашања ќе бидат клучните инструменти со кои Скопје и Софија ќе ги доближуваат позициите, но Османи додава и дека напредокот е поврзан со вкупниот политички амбиент меѓу двете држави. Зошто за 6 месеци или помалку комисијата успеа да договори толку многу и наеднаш после тоа да не договори ништо? Значи, не може да е историјата толку различна да во еден период договорите све и тоа брзо, во еден период ништо. Очигледно дека тој процес е и поврзан некако со вкупниот политички амбиент помеѓу државите. Затоа надежта е дека со враќање на довербата ќе се охрабрат и тие да влезат во тој процес и на по научни методологии да доаѓа до заеднички наративи. По оставката на историчарот Ванчо Ѓорѓиев, македонскиот дел од комисијата е со еден член помалку. Иако до следната средба, закажана за крајот на месецов, нов член не е предложен. Но по изјавите во изминатиот период од страна на двајцата ко-председатели на комисијата од македонскиот и бугарскиот тим, Османи посочи дека основен принцип по кој ќе се води е политиката на политичарите, а историјата на историчарите. Политичарите да не коментираат историски прашања, историчарите да не коментираат политички прашања. Значи, и Драги Ѓорѓиев, и сите членови можат да коментираат што сакаат за тоа какви погледи имаат кон историјата. Тоа е нивна должност. Ние не треба да коментираме. Политиката не треба. Но историчарите не смеат да зборуваат за процесот кој што ги дефинира политичките прашања. Замрзнувањето на улогата на Комисијата за историски прашања е минирање на договорот за добрососедство. Тоа е веќе политичко прашање. Тоа не е содржинско прашање на нивната работа. Вчерашната заедничка прослава на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев на македонската и бугарската делегација. Министерот Османи го оцени како добар политички гест кој може само да помогне да се подобрува амбиентот во меѓусебните односи, независно од како што рече малите инциденти. Додаде и дека Комисијата за историски прашања има договор за 5 личности за заедничко чествување, меѓу кои Свети Кирил и Методи и Климент Охридски, но и понатаму остануваат различни интерпретации за улогата и значењето на револуционерот Гоце Делчев. Колку француското председателство со Европската Унија и пораките кои доаѓаат од официјален Париз изминатиот период можат да помогнат во деблокада на македонските евроинтеграции? Новија прашање одговор од поранешниот дипломат Нано Ружин бараше Михаил Милошевски. Франција во овој момент е заокупирана со, би рекол, 3 значени теми. Првата е председателските избори, втората е пандемијата и третата е иницијативата на председателот Макрон околу руско-украинскиот спор. Воопшто не ја споменуваат ни Европската Унија, која дури во јавното мислење оцената како неспособна да го реши овој проблем, ниту пак проширувањето кое што за жал е од мощен нисок процент, имено само некој над 30% граѓани на Франција, значи французи, го поддржуваат проширувањето на Европската Унија на Балканот. Така што гледано глобално,
сите прогнози не се баш најоптимистички, но сепак тој факт што решава е политиката. Последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Некој рекол дека Македонија е јаболко на раздорот со големо срце, што Господ Бог ја создал за себе, за да има радост и како што рече Арнаудов, дека од кога Господ ја направил Македонија, потоа ништо ново не создал. Се било само едно повторување, една реплика на совршенството што личело на Македонија. Инаку овој запис кој е стар околу 600 години се наоѓа во манастир на брегот на Охридското езеро. Многу се труделе тој брод што се вика Македонија и во која е македонскиот народ да го потонат, но не успеале. Тие од дивиот запад, иако никогаш не престанаа со таа нивна мисла, дури до ден денешен, зашто овој пат најдоа недоквакани политичари на чело со Зоран Заев, а сега со неговиот наследник Ковачевски, кој за да биде отсутен за положување цвеќе на 4 февруари за роден денот на Гоце Делчев, отиде во Брисел, а председателот Стево Пендаровски со бугарска делегација отидоа на неговиот гроб пред црквата Свети Спас во Скопје, а кои беа исвиркувани и место овации со уа беа поздравени од страна на македонскиот народ кои беа таму присутни. И со право беа македонците да ги дочекат со уа, а ќе беше поубаво би рекла ако со јајца и патлиџани по нив фрлаа, барем демократијата ако постои во ова светска така наречена геополитика и дозволува такво нешто да се направи, требаше македонскиот народ завчера да го искористи тоа. Реков дека требаше со јајца да фрлаат по нив, пред се по Пендаровски и владината делегација, зашто забиениот нож со кој да не велам со 1000 години, ај ќе речам со стотици години од страна на латините од западот, не е толку страшен да боли забиениот нож толку многу, отколку што ножот забиен од раката на својот човек, македонец предавнички Јуда. Но и тоа ќе го пребродиме, зашто никогаш нема да престане да тече, никогаш нема да секне крвта нити на апостолите, нити на кралевите и царевите, нити на војводите и комитите, нити на борците и партизаните, на најхрабрите кои ги положија своите животи за таа наша Македонија, но затоа пак и понатаму струи крвта на нас македонците кои постоиме, но ќе струи крвта и на неродените, зашто никогаш нема да секне, како што реков, зашто нашата звезда, нашата сила, нашата Божја мајка е само Македонија. Обично се вели, кога некој има пари или сила, таквите имаат голема почит од другите. Но кога ќе биде сиромав или поништен, другите пак гледаат уште повеќе да го понижат, да го поништат, да го исфрлат за секогаш. Така и со Македонија. На оние на кои им дадовме цивилизација, наука, писменост и на кои им покажавме што значи демократија, како што рече покојниот Смајќовски, им ја отворивме устата за да може да кажат А и Б. Токму тие исти тогаш луѓе кои ги научивме дека рибата се јаде, дека дрвото се калеми, а човекот се раѓа за да се љуби, за да се сака, но не да биде подробство, зашто дојде денес Македонија да падне на колена и да ги моли таквите злочинци кои сакат да не уништат нас македонците и се што е македонско. Тие исти злочинци што во 1913 година ја распарчија Македонија, поставувајќи бразди или така наречени граници на македонската граница, толку блиски едни со други од македонците, но од друга страна и толку далеку одделени брајке и сестри. Она што исто така, председателот Пендаровски направи компарација помеѓу бугарскиот премиер Петков со Нелсон Мандела. Навистина брука од негова страна. Голема брука за еден председател да биде
да даде таква изјава, иако знае кој беше Мандела, а кој е Петков. Петков, оно исти Петков, што рече дека во Бугарија нема македонско малцинство, а таму македонците ги нарече терористи, додека пак бара тој татарски поданик, така наречените бугари во Република Македонија, кои можеби ги има тројца накрс, да биле загарантирани. Плюс ми зборува за некаква си измислена бугарска историја. Таа закана и од бугарска, грчка, албанска, но под директива на Западот, за да го загадат народот, јазикот, идентитетот, историјата, потеклото на македонскиот народ, тоа е целосно атакување на македонизмот. Заре може еден честен домаќин да си ја продаде својата жена и деца, да си ја продаде својата мајка на туѓинци кои знаат какви злочинци се, или пак воопшто нив не ги познава тие туѓинци. Тоа можат само да го направат оние кои со самата нивна рожба останале така неизмиени, крвосани, исто калливи. И како што го спомнува Арнаудов, францускиот поет писател Виктор Иго, кој речиси во сите негови песни, драми и романи е застапена неговата идеја за добар третман врз народот, но и со иронија во неговите текстови, поготово со Париската комуна која беше во 1871 година, каде се повеќе и повеќе се зацврстува со идејата за социјализмот, бил против тиранијата и деспотизмот, односно бил републиканец. А со исти такви идеи како и Виктор Иго, исто така и францускиот писател и голем критичар на буржуазијата Оноре де Балзак. Меѓутоа, како што кажува Арнаудов, нашите домашни предавници се далеку поразлични и поопасни од она што Виктор Иго го пишува во неговото дело, во неговиот роман. Овие сатански јаничари во Македонија, кои без срам се само прогласуваат како интелектуалци, меѓу кои ќе ја спомнам поранешната министерка за просвета Царовска, а таа е само една мала мрава за разлика од другите кои со својот закржлавен ум се продале за да непријателите на нашата татковина Македонија им го употребуваат тој нивни ум, а тие да се трансформираат во вистински дибеци, глупаци, не знам какви други зборови, етикети да ставам, кои го изгубиле паметот. Затоа, мои брајки и сестри, не треба да го чекаме Филип и Александар Македонски за да не избават од овој голем срам што однадвор ни го местат, а во која турна предавниците таа наша Македонија заедно со нас македонците. Не треба од што да се плашиме повеќе. Нека лае Европа и понатаму како некоја кучка, а и понатаму зашто ништо повеќе не и веруваме на тие нивни лажни проповеди за лажната слобода што ни ја фрла како една мртва коска со стратегија ние македонците од таа коска да ја цицаме нашата иднина, иако сршта во таа коска веќе не постои. Ако не се предадеме, ако истраеме, таа нивна самоповикана власт и на Европа, па и на тие наши корумпирани политичари ќе се претвори во буниште од распаднато време, зашто утре доаѓа нов ден за нас, нова убавина. Спасот на обединување на нас македонците и Македонија, кој не бега веќе далеку, туку ни се приближува, само што не смееме да се предадеме, па макар и некој од нас да биде жртва, ако веќе така треба. Зашто јас, како и сите вие верувам и убедена сум, сакам да бидам чедо на цела Македонија, а не само на Вардар. Туку и Вардар, и Егеј, и Пирин, и Мала Преспа, обединети да ги видам.
Последните минути од вечерашнава наша емисија нека бидат и благодарност што бевте со нас низ целата емисија, но со желба повторно да ни слушате идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, кога покри другото ќе го дадеме и ликот на нашиот многу познат сонародник и помагател на секаде Грегори Цанев од село Арменоро Лединско. Истовремено вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ. Иха! Опа! Иха!